си наоѓаме на пешачката патека која што се протега од населбата 8 ноември до Новосело, а мој соговорник овде е градоначалникот Илчо Захариев, човекот кој што, морам да бидам искрена, кога ми ја најави патеката некаде на почетокот на годината и кога рече Оливера таму ќе има патека, од таму до таму ќе се протега, јас реков па не е можно за толку кратко време. Можно ли било, градоначалниче? Прво да кажам дека Штипјани тоа го најдобро почувствуваа, да имате толку во место, да се наоѓа на половина километар од нашиот центар, да биде толку прекрасно течението на реката Брегалница, самата Клисура, да имате толку пейзаж на Карпите за Висарот, а тоа да не го познавате, да не го доживеете беше греф. Кога прв пат поминав овде, сватив дека ова е идеално место за пешачење, каде луѓето ќе најдат својата тишина, својот мир, каде луѓето ќе можат помалку да размислуваат, каде полесно ќе грешаваат своите проблеми, кога се нервозни да се релаксираат. И навистина ова беше за мене предизвик. Работата траеше некаде околу месец и половина. Навистина сите се вложија многу и го добивме оваа финал. И од општинската администрација, сите оние кои работеа на оваа патека, на незиното пробивање. И верувајте дека кога финиширавме цел денонот на овде, добивме еден прекрасен објект кој верувам дека е наменет за сите мои соградини, 50.000 Штипјани кои живеат овде. Во една прилика рековте, ако Штипјани умеат добро да ја користат патеката, лексилиум не им е потребен. Точно, кога сте емотивно растроени, кога имате немирен сон, кога сте помалку нервозни, дојдете овде, верувајте, овој амбиент делува на подруг начин. Тоа е најдобриот лексилиум. Јас мислам дека дозата општинската дека ќе смирува на прекрасен начин. И да ви кажам искрено, два пати ако минете оваа патека, по 20 километри тоа се 5 километри. Навистина ќе се чувствувате пријатно. Дури и семените расправи полесно ќе се решат овде. Студентските маки и проблеми се решаваат овде на подобар начин. А љубовните проблеми на феноменален начин. Тука не може човек да има љубовни проблеми во овој амбиент. Секако дека една таква патека на Штипно навистина недостигуваше, добро што имаме, но тоа е само почеток во уредувањето на реката Брегалница. Каде ќе оди патеката? Не завршува е практично првата траса. Патеката треба да заврши до Јаворот, значи во Новосело, да ги спои одите, значи овие многу важни места, кои места за Штип, а вода до 8 ноември постепено да ја пресираме до старта на оваа. Мислам дека ќе добиеме некаде над 8 км патека која е рамна, не е тешка за пешачење, таа подемето ќе им користи и на болните, и на децата, и на младите, и на старите, и на пензионерите. И верувајте дека конечно Штип ќе доживее Брегалница како сопствена река. Ние имавме Брегалница, не познаваме. Но имавме Висарот, никој пат не го знаете како изгледа од самата страна. Но имавме најчистото и најбавото место во нашиот град да не го познаваме. Сега, благодарение на ангажманот на сите оние кои работеат, вклучувајќи ги јавните предпријатија, посебно ИСА, вклучувајќи ги општинската администрација, мора да кажам дека вложувањето не беа мали на Колетранс, не беше мало вложувањето на Дигитал, како и на Урбан, кој овде навистина посветија големо внимание на своето време, испадна нешто многу добро. Битно ми е дека... Има уште работа, што можам да видам. Во овој момент требата е посадена, хортикултура треба да се уреди на есен целиот овој простор. Во кој смисол? Значи не мора да посадиме дрвја. Дрвјата заедно со Игно, кој е добар ботаничар, ги дефинираме да бидат неколку врсти, али кои ќе бидат издржливи на овој услови, кои ќе му дават посебен амбиент. И веќе ги дефинираме кои ќе бидат сорти на дрвја. Ќе има доста и ружи. Во проширениот дел ќе имаме спортски игралишта, иако мора да кажам дека пензионерите замолуваат да не правиме спортски игралишта, бидејќи ова е толку мирно место, сака да го живеат на мирен начин. Секако дека имаме простор да направиме ресторан, се планира изделба на еден амфитеатар и верувам дека ако го зачуваме се тоа што ние го планираме да го направиме што е направено, мислам дека ќе има поголем мотив да го дотераме целиот овој простор уште повеќе. Тип е град на две реки, Брегалница ја обсервиравме колку толку, меѓутоа паралелно интензивно се работи и на Одринја. Таму има доста работа, доста и е направено, меѓутоа има уште многу да прави. Чотиња е статусен символ на нашиот град по Весарот. Ние велиме градот на Одринја. Трагично е што оваа река која е солодолина, или во зимскиот период има вода, беше толку неуредена. Сега во овој момент работиме навистина со голем ентузијазам. За месец дена треба да го завршиме целиот простор на уредување на Одринја до мостот кај Црква Никола. Тук имаме една целина од мостот кај Црква Никола, па се една мостот кај Стопанска банка, тој мостот ќе биде уреден. Наскоро ќе почнеме да градиме левиот дел од платформата през Чопраке, да го закружиме тој дел. Но лично мислам дека Одринја ќе ја направиме да биде многу пријатно, многу топло, бидејќи е во центарот на градот.
така да сега пред собранието ќе биде уредено на малку по друг начин, од другиот до сега што е сведен. Ќе направите простор за позирање на младенците, Да. гледам се превенција на тој дел. Веќе тоа се работи, сочек има повторна патеки, има пулпит, има многу цвеќиња, тие на дрвја, имаме мост, мостот ќе биде помеѓу музејот и Јоаким Стојков и ќе биде направен потpuno на исти начин како и претходниот мост. Но ние нема да застанеме таму, туку ќе продолжиме комплетно да го редуваме просторот од мостот кај Црква Свети Никола до вливот на реката Отиња до Брегалница кај новиот ректорат на универзитетот досегашен. Очекуваме до нова година да го средиме комплетно тек на реката до вливот на река Брегалница, а потоа да почнеме со редувањето на просторот од кај мостот кај судот до влезот на Отиња во нашиот град кај Јанков град Исар. Мислам дека некаде до средина на јуни 2015 година ќе има комплетно река, кој ќе биде и река, ќе биде шеталиште, ќе биде парк, ќе биде место каде ќе одморите, каде ќе играат децата, каде младите ќе се фотографираат, ќе имаме европски град во центарот. Значи едноставно она што го несасоча нашиот град. Битно е да кажам дека многу пари не се потребни да направите нешто. Овде ентузијазмот е многу битен и храброста да донесете таква одлука. Луѓето кои градат, ги ангажираме за општествено корисни работи, но мора да кажам дека поддршката која има моментално од јавното предпријатие е максимална. Урбан веќе почна да го редува просторот на патеките, инаку со работката со Евана, со Телеком, многу битна бидејќи дека има многу кабли. Каблите не се И тоа го решаваме заеднички. Целиот тим, да речем, моментално Александар Југов е заложен за реката, детето не спие од наутро до враќа. И сите оние луѓе кои се посветени од општинскиот затвор, да кажем, припадниците на армијата на Република Македонија и каменот кој било добиено од Вучин, навистина ни помага да го правиме тоа се брзо и многу ефтино. Ние моментално плаќаме единствено цена. И затоа градите толку ефтино. Значи, пресметката е дека од еден мост до друг мост не кошта некако околу 10.000 евра. Замислете кои се тие заштеди. А какви ефекти постигнувате кога уредувате нашиот град и градот на Изгледот на градот е многу значаен и за самите нас кои што живееме овде и за сите оние кои што доаѓаат. Меѓутоа инфраструктурата ќе се согласите дека е многу позначена. Кои се плановите ваши на локалната самоуправа во тој дел? Значи, во овој момент има неколку приоритетни проекти кои ги работиме. Ново село е наш абсолютен приоритет. Моментално работиме улицата Крстен Исаков, но и работиме со оние класични материјали со коцка, да го добие оние стар стил. Со реновирањето на куќата Нови, кој ќе биде изворено музеј, каде ќе има и восточни фигури, наши значајни дејци од минатото, од времето на отоманскиот период, од времето на оние револуционерни движења, Гоце Делчев, Дончо Степјанчето, Даме Груев. Револуционерно ново село му личи револуционери. Зградбата на црквата Свети Димитрија Солунски и уредувањето на платото до мостот, кој ќе биде площад, кој ќе биде наречен по револуционер, каде може би ќе има споменик на тој револуционер. Истовремено, мора да кажам дека ќе уредиме просторот кај водите и овде кај ново село ќе ги закружиме овој проект. Отиња ја продолжуваме, интензивно работиме на домот на младите. После скоро 80 години изградбата на домот на младите, каде ништо не беше инвестирано, конечно инвестираме големи средства. Сега дом на младите ќе биде реновиран, ќе биде уреден да тоа стане пријатно место за младите, каде младите ќе живеат. Тендерот е завршен, фирмата е одбрана, веќе ние приправите ги направивме конкретно. До самиот дом на младите направивме патеки, паркинг, се направи нова канализација и целиот простор ќе добие нов лик, се загради со нова ограда, нова фасада, нов кров, внатре ќе се приуреди комплетно. Тука се нас 1000 евро инвестиција. Мултимедијалниот центар ќе се работи како проект заеднички, кој работиме со општината Гоце Делчев од Република Бугарија. Тоа е летното кино, Да, практично. летото кој ќе биде мултимедијален центар, сега има некои мали преправки на самиот проект за да биде пофункционален. Да истакнем дека почнуваме со работа на изградба на канализациона мрежа на населбата Македонка. Од изградбата на таа населба таму канализација таа беше навистина запуштена и нефункционална, сега ќе имаме нова канализација таму. Бидејќи направивме во Чебаклија, направивме во Балкарска, тука ќе направиме и почистителни станици да водата во Брегалница чиста. Да биде пријатно шетањето овде. 15 улици ќе се асфалтираат, и тоа големи улици, Сремски фронт, улицата Ставче Стаменски, улицата Сухиска, Вардарски ќе почнеме нешто ова година минута година. Посебно Радански пат, Клеман Биевич, Брегалничка, Вите Покорданова. Тоа се улици кои мораме да ги асфалтираме, бидејќи тие се целосно штетени, асфалтот е дезинтегриран, а верувате дека ни требаат навистина нови чисти улици. Во делот на канализационите мрежи мора да кажам дека Карорман е навистина приоритет мој. Ние немаме се уште проект за Карорман, сега го работиме приоритет, како приоритетен проект изградба на канализација.
во 2015 година, живи и здрави се надам дека ќе започнеме ќе завршиме, бидејќи жителите на Корона веќе немаат трпение и чекаат тоа да се направи. Некој има најголема желба тоа да се направи во 8 месеца. И верувате дека тоа ќе направи успење. Инаку да истакнам дека го чекаме тендерот од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој за земјоделието. Имаме готови 8 проекти за изградба на патишта во селските средини. 16 или 13 села немаат асфалтиран пат во Воопшто немаат. моментот. И жалосно е што Штип е една од општини кои има села кои воопшто немаат патна инфраструктура. Ние го завршиме патот за Мантово, патот за Лесковица, Листово Лесковица, го завршиме патот за Горачино. Следна наша активност е изградба на патот за село Турче. Ова година верувам дека ќе успееме до крајот на годината да добие пат из Сувограло. Долу не треба да изградиме пат до црквата и градиштата со мостови нормално. Ќе се гради патот од 3 чешки до градиштата. Ќе се асфалтираат улиците во Чебаклија, улиците во населба Железничка. Ќе градиме патот Врсаково до Долна Тробица, потоа и до Долна Тробица, затоа што тоа е најплодниот дел на Овчеполието и на нашата општина, како и на општина Карбинци. Инаку да кажам дека проектот за пат до почивални е веќе готов. Тука ќе аплицираме за меѓународни средства, преку ИПАРД фондовите во заедничка соработка со Република Бугарија. Тоа е инвестиција некаде околу 1,5 милион евро. Планираме да го изградиме патот од Сутлек од Пасе до Љуботин и понатаму до Чиклик и останува да се направи патот Горачино Тематарци. Делот према Црешка е многу интересен дел, 20 километри имаме, значи од патиштата кои едноставно се запустени, а таму има идеални услови за сточарство, значи штарство, пчеларство. Ако направиме водовод во сите села, мислам тоа е уште еден предуслов. Така да мислам дека во нашиот град имаме идеални услови да направиме големи работи, но ако ги запоставиме селата не сме комплетни. Всушност, владата пред недела дена донесе одлука да сите селски патишта бидат асфалтирани. И тоа е добро. Владата донесе стратегија за изградби на мали акумулации. Ние планираме во Штипско да направиме акумулација кај село Судик, на Судичка река, потоа на Баргала, значи Баргала, тоа е на Кожешка река, тоа е во општина Карбинци, потоа изградба на мала акумулација на Отиња, но кај Липовдол, не овде. Тоа што го направи владата е да водите од Мантово потече по канал за наводнување во Лакавичкото поле и Лакавица, досега неприродно потуне вода во Радовишко поле. Со изградбата на браната ќе Подареш, Радовишко поле ќе се навадне во таа брана, а штипските води од Лакавица ќе се доаѓаат кај нас и ќе биде исправена историска неправда каде природните тековини на река беа свртени во друг правец. Така да мислам дека одумирањето на Лакавица беше последици на тој лош гест и непресветен гест на времето кога локалната самоуправа уште дозволила да тие водат према Радовиш. Сега мислам дека тоа ќе се исправи и луѓето ќе имаат мотив да останат во нашите села.